Бундестагот го подготвува новиот буџет за следната година, меѓу другото, неговиот нацрт планира да ја намали распределбата на воена поддршка за Украина за половина, од 8,8 милиарди на 4,4 милиарди долари. Партиите во германската коалициона влада ги негираат обвинувањето од опозицијата дека посветеноста на Берлин кон Киев е доведена во прашање. Сите три владини партии, од социјалдемократите, партијата на зелените до либералните, се уште целосно ја поддржуваат Украина. Само кај социјалдемократите постои дел од старото верување дека мирот треба да се донесе без оружје. Тоа е прекрасно, но јас не гледам дека Путин така мисли моментално. Официјалното објаснување на партиите дека замрзнатите руски средства можат да генерираат милиарди долари за Украина според планот на земите од Г7. Но постои и реалност дека од средината на 2022 санкциите ја спреча Германија да купува ефтин природен газ од Русија и мораше да го купува по многу повисоки цени од скапи добавувачи како Норвешка. Економистите велат дека ова ја потикнува вкупната инфлација во Германија. Таа достигна 10% во 2022. Енергијата и трошоците во првата година од почетокот на војната се зголемија за повеќе од 50%. Цените на храната во последните 3 години во Германија зголемена за повеќе од 35%. На улиците на Берлин поскапувањето се чини дека се чувствува во многу џебови. Да, неверојатно, цената на превозот, храната се покачи. Многу е поскапо дењето во ресторани. Мислам дека многу луѓе веќе не излегуваат толку многу, затоа што тоа го чувствуваат финансиски. Крајно десничарските и радикални леви партии го користат ова. Тие се малцинство во парламентот, но добиваат поддршка од народот. Левичарската партија БСП со 10 пратеници од Бундестагот, кој брои 733, е една од оние кои повикуваат на целосно прекинување на поддршката за Киев. Секој што сака да стави крај на смртта и војната, мора да испрати дипломати во Украина, но не и оружје. Сличен аргумент дава и десничарската партија АФД со 116 пратеници во Бундестагот. Не сакаме да распоредуваме собствен материјал во Украина, бидејќи ќе ни треба собствен материјал за да ја одбраниме нашата земја. Анкетите покажуваат дека повеќето германци продолжуваат да го поддржуваат вооружениот отпор на Украина против руската агресија, но тие исто така покажуваат дека бројот постепено се намалува. Една неодамнешна анкета на Европскиот парламент вели дека повеќе од 40% од германците рекле дека ја сметаат финансиската поддршка за Украина за прекумерна, а истото истражување покажа дека поддршката за влезот на Киев во Европската унија е намалена од 58 на 53%.